spati. Otvorajte pat, otvorajte pat. I won't lie Na zemlji spodobi, čistim srcem tebe slaviti. Tvoje to voskresenje, Hriste Spasitelju, angeli tego vospeja na nebesama i nas na zemljata udostojne, so čisto srce da te slavime. Tvoje to voskresenje, Hriste Spasitelju, angeli tego vospeva na nebesama i nas na zemljata udostojne, so čisto srce tebe da te slavime. Voskresenje tvoje, Hriste, spase, angeli poju na nebesje i nas na zemlji spodobi, čistim srcem tebe slaviti. Tvoje to voskresenje, Hriste Spasitelju, angeli tego vospeja na nebesama i nas na zemljata udostojne, so čisto srce tebe da te slavime. Voskresenje tvoje, Hriste, spase, angeli poju na nebesje, nas na zemlji spodobi, čistim srcem tebe slaviti. Tvoje to voskresenje, Hriste Spasitelju, angeli tego vospeva na nebesama. Spasitelju, angeli tego vospeva na nebesama i nas na zemljata udostojne, so čisto srce tebe da te slavime. Voskresenje tvoje, Hriste, spase, angeli poju na nebesje i nas na zemlji spodobi, čistim srcem tebe slaviti. Tvoje to voskresenje, Hriste Spasitelju, angeli tego
Hristos voskresna od mrtvih, со смртта ја победи, и на оние во гробовите живот им даде. Да воскресне Бог, да се растурат неговите непријатели и да бегат од неговото лице оне што него сакат. Христос воскресе из мертвих, смрти усмех поправ, и сушти Богове живот дарова. Како што и чезнува чадо да исчезнат, како што се топи восокот од лицето на огно. Христос воскресе из мертвих, смрти усмех поправ, и сушти Богове живот дарова. Така да исчезнат грешниците од лицето Божие, праведниците да се развеселат. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на оние во гробовите живот им даде. Овој ден го создаде Господ, да се зарадуваме и веселиме во Него. Христос воскресе из мртвих, смрти усмех поправ, и сушти Богове живот дарова. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на оние во гробовите живот им дарува. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на оние во гробовите живот им даде. Христос воскресна! Христос воскресна! Христос воскресна! Со пропадливото сребро или злато не сте искупени од суетност живот, туку од скъпоценната кръв, непорочното и чисто јагне Христос. Голема тајна спасението кој денес се јавува. Христос воскресе! Вистина воскресе! Митрополит Преспанско-Пелагоненски, Австралијски, Новозеландски господин Петар. Денес ја славиме победата на животот над смртта, тајната на избавувањето од тролежноста, тајната на бегството од робството кон слобода, тајната која е израз на љубовта Божјата кон нас, тајната на целото проштевање на гревовите, која веднаш во Христа воскресе. Светиот апостол Лука вели: така требаше да пострада Христос, да воскресе од мртвите и третиот ден да биде проповедано во Негово име покаяние и проштевање на гревовите кај сите народи. Возлюбени чеда во Христа воскреснатиот, денес сме собрани на трпезата на вечното царство, кај небесниот младоженец Христа пред своето страдање. Он на апостолите им вели: од се срце сакав да јадам ова паска со вас пред да пострадам, а денес колку многу повеќе он сака да го празнува воскресението Великден со нас. Денес седиме со Христа на вечерата во вечното царство, а он е нашата пресладка храна, он е нашиот бесценет пијело. Празнуваме трожество и со благодарност ја чувствуваме и ја живееме радоста која доживела и во веки живеели неговите свети ученици и апостоли кои им се јавил Господ веднаш по воскресението. Кога ќе го видите, или тие се зарадувале со многу голема радост,
го гледале божественото лице на својот Господ и Учител, кој до пред малку било покриено од завесата на смртта, а ете, сега е тоа светли со описвава светлина. И така, ликувајќи да го празнуваме Воскресението Христово, велик ден, не само што се изобилие на радост, туку изобилност и на набожност. Да се засаваме дека Адам сгреши и умре, а Христа не сгреши и умре, а ова е вистина чудесна за нас. А зошто е така? Така е за да можеме оној што сгреши да умре, да биде спасен од веригите на смртта, токму преку оној што не сгреши, а умре. Така се случи со Адама, беше должник, заробен од дјаволот, но не можеше да плати. Така бидува и во секојдневниот живот, вели свети Јован Златоуст. Често пати оној што должи, му помага на оној што должи, а не може да плати. Така е зашто Бог многу го возлюби светот. Мили духовни чеда, Христос воскресна и смртта умре. Смртта на вистина поради гревот на Адама влезе во светот. Влезе во човековиот род и тирански царуваше над него. Таа прво беше духовна, а потоа и телесна. Човекот бедно го носеше тој тежок јарен гревот кој му донесе не само тешки страдања, маки и трудови за одржување краткиот живот на земјата, туку му донесе и разни болести и смрт. Но веднаш се виде дека смртта нема да има целосна и вечна власт на човекот, зашто таа започнува неправедно. Наместо да умре Адам, кој прв сгреши, прв умре невиниот Авел, помладиот Адамов син, и тоа на насилнички начин од раката на својот роден брат Каин. Значи јасно се гледа дека царството на смртта започнува со неправда, а со тоа се взема погрешна насока. Ако Адам умреше прв, смртта ќе ставаше долготрајна и голема сила, зашто тоа го зел оној што прв сгрешил. Но бидејќи го зеде оној што не сгрешил, тоест Авел, тоа на сличен начин, затоа нејзината власт е неправедна и според тоа е слаба и краткотрајна, вели свети Атанасий Велики. Комуникација пак на праведната смртта на Христа, он умре со неправедна смрт и тоа со смрт на крст. Во сето ова го гледаме големото дело на Божјата промисла, која е човеколюбива. Бог дозволи да смртта да почне со неправда, таа со неправда да заврши таа, да го земе своето робство, наследство и на тој начин да дојде побрзо до својот крај. До Воскресението Христово сите луѓе се плашеле од смртта, а потоа први се престрашили и почнаа да презират неговите ученици и апостоли. За апостолите смртта веќе е придобивка, а сите христијани, поминувајќи низ неа како низ врата која води кон вечниот живот, лежат како смртни, а воскреснуваат како безсмртни. Од смртта се плаши само оној што не верува во воскресението, вели свети Јован Златоуст. Празниколюбци во Христа воскреснатиот Христос е тајна. Воскресението на Господа и Бога Спасителот наш Исус Христа е тајна, исто како што е тајна неговото воплотување и раѓање. Тоа останува тајна која за разумот е недостижна, но целосно е достапна за срцето. Како тајна, тоа е опишено од сите четворица евангелисти Матеј, Марко, Лука и Јован. Сите го опишуваат како реалност, без да објаснуваат, без да прецизираат. Дали сте четворица свети славни светлани евангелисти го опишуваат воскресението како нешто вистинско, реално, макар и чудесно, како настан кој на вистина се случи. Зошто е така? Која е пораката, односно вистината која Светиот Дух сака да не соопшти, да не открие преку раката и преку перото на светите апостоли и евангелисти. Тоа е така, зашто воскресението на Господа не само воскреснувањето, е враќање во живот на неговото тело и не само неговото излегување од гробот. Тоа представува нешто повеќе. Воскреснението Христово представува негово преобразување, неговото тело станува предуковено, прославено тело, кое кон тоа сме повикани и ние при општото воскресение. Христос ќе го преобрази нашето понизено тело така што тоа ќе стане подобно на неговото славно тело со слика преку која што он може да починува под себе. Значи воскресението Христово е негово онтолошко преобразување. Само за пример тоа не беше случај со Лазар, кој покрај тоа што беше вратен во редот на живите, тој повторно умре и пак беше подложен на трулежност.
Возлюбени браќа, сестри, синови и керки на Воскресението. Великден не е само некако хубава легенда, не е нито само теоретско богословие, не е само негов народен обичај. Великден е живот и вера во Христа Воскреснатиот, во возлюбената заедница меѓу Бога и човекот, во постигнувањето на подобието Божие, здобивањето на благодатта на Светиот Дух во човекот, зададено од Бога во моментот кога Бог создал човек. Свети апостол Павле целото Евангелие просочува кон Воскресението и целиот домострој за спасението кон настанот на Воскресението. Во Воскресението на Христа во човекот присутно содржа целото Евангелие. Ако Христос не воскресна, суетна е верата наша. И ние само толку, ако не, ви сте на Воскресението Христово, тогаш вие сте посите во своите гревови. Вистина на Воскресението Христово Великден е централен настан во историјата на спасението. Тоа се рефлектира и во богослужбениот живот на Црквата Христова. Великден има централно место во православната литургиска година. Великден е најголемиот празник во Црквата Христова. Празник на сите празници, торжество на сите торжества. Во историјата на човековиот ред ништо не е толку вистинито, ништо не е толку точно како што е Воскресението. Истовремено ништо не е толку многу докажувано и ништо не е толку динамично сведочено, исповедено како што е Воскресението. Ова вистина е едно непрекинато живење или поточно речено тоа е живот на сите христијани уште за апостолско време, па се до денес. Тоа е така зашто Воскресението ни го донесува сите вечни вистини, вистина за човекот, вистина за Бога, вистина за животот, вистина за љубовта и за правдата, за гревот, за смртта, за рајот, за адот, за победата над смртта, за време и за вечноста на вистински Спасител, за спасението. Затоа, празниколюбци се прашуваме, што ни се случува нам, на целиот народ, особено нам, на македонците, тука во татковината, па и пошироко насекаде во светот каде што не има. За жал, ние македонците од најтрудолюбивиот и најдобролюбивци и достолюбив и најстрадален народ во голема мерка станахме неодговорен народ. Го испуштивме под нација која и во најтешкиот период од нашата тажна историја која имаше најтажна денови, храброст и сила да се бори и избори сите искушенија денес, како да станахме немотни, безнадежни и неодговорни. Од многобројни, богољуден народ од татковината станахме народ што повеќе надвор од татковината на татковската огништа. Станахме народ осамен, разделен, народ несреќен и раскаран. Од народ секој задоволен со основните човечки потреби, станахме народ лаком за богатство, за власт, за удобен живот, за земни и материјални уживања и наслади. Од народ кој високо ги ценел и вреднувал добродетелите, верата, правдата, честноста, братолюбието, сострадалноста, љубовта, преспријето, полека станахме несправедливи, нечестни, недостојни, небратолюбиви, несострадални. Христос воскресна! Ваш постојан молитве пред Господ Бога митрополит Преспан со Пелагонijski администратор Австралијски концерци господин Петар. Драги браќа и сестри, во Светото Евангелие се вели: овој ден го собраме Господ да се радуваме и да се веселиме во Него. Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Радувајте се за многу години!